И додека Министерството за здравство и Министерството за образование и наука донесат колечна одлука за тоа дали невакцинираните деца ќе се примат на училиште, родителите на социјалните мрежи упатуваат каде да се побара помош доколку детето не биде примено на училиште. Според нив, доколку децата поради нецелосен вакцинален картон не можат да се запишат на училиште, помош да побараат во канцеларијата на Народниот правобранител или пак во Хелсиншкиот комитет за човекови права. Уранија Пировска, председателка на Хелсиншкиот комитет, истакнува дека загрозувачки фактор по јавното здравје се децата да посетуваат училиште доколку не се вакцинирани. Хелсиншкиот комитет не излегол со став по однос на ова прашање, меѓутоа јас лично сметам дека имајќи предвид нашата мисија да се бориме за јавниот интерес, ценам дека е загрозувачки фактор доколку децата посетуваат настава, а немаат примено таа вакцина против морбили. Не гледам причина тоа да се толкува како дискриминација, со оглед на тоа дека, знаете, се додека не ги повредувате другите права, тогаш може да зборувате за вашите права. Во меѓувреме малите сипаници непрекинато се шират. Најзагрижувачка е ситуацијата со бебињата кои немаат наполнето 1 година. Од почетокот на годинава во земјава заболеле над 1400 лица, а 4 деца починаа поради компликации од морбили. Здравствените власти постојано апелираат на вакцинација со МРП вакцината, која е единствена заштита од мали сипаници, рубеола и заушки. Комисијата за заразни болести прогласи епидемија на мали сипаници на ниво на цела држава со конкретни мерки, бидејќи малите сипаници се присутни во 21 град ширум државата. Според последните податоци, загрижувачка е состојбата со вакцинацијата надвор од Скопје, каде што има уште 18.800 лица кои не се заштитени со МРП вакцина. Веќе од утре здравствените власти најавија засилени контроли во центрите за јавно здравје надвор од Скопје.